I want to greet you again in the name of Jesus Christ, even tonight. Би сакал и ова вечер повторно да ве поздравам во името на Исуса Христа. I'm very happy that we can be together around the Word of God in this house of prayer. Многу сум среќен што можеме да се собереме заедно и да проучуваме од Словото во овој дом на молитва. How many of you had a hard day today? How many of you Колкумина passed од through вас a има hard day today? тежок ден денеска. It was a hard day for you today? I see some hands rise up. Видов неколку раце подигнати. The fact that we are here, it is a miracle from God. Фактот што вечерва сме овде е чудо, Божје чудо. Because we are serving a loving God that wants to take care of each one of us. Бидејќи му служиме на Бог што е полн со љубов и кој што сака да се погрижи и се грижи за секој од нас. Indeed is a wonder to stop after these problems and take time together with the Lord. Навистина е чудо и самото тоа да застанеме и да ги тргнеме сите тие проблеми и да имаме време заедно да поминеме со Господа. My brothers and my sisters, may the Lord help you in each of the problems that you are facing in your life. Драги браќа и сестри, нека Господ ви помогне во сите проблеми со кои што се соочувате во вашите And животи. remember that we will be never able to compare the sufferings from this world with the glory that God prepared for each one of us. И сетете се дека никогаш не можеме да ги споредиме овие страдања за кратко на овој свет со онаа слава што Господ ја подготвува. Don't be discouraged. Немојте да се обесхрабрувате. Ask power from the Lord. Барајте моќ, сила од Бога. And we need to move forward because we are almost home. И мораме да продолжиме напред затоа што уште малку и тука сме дома. The history of this world is going to be finished very, very soon. Многу скоро историјата на овој свет ќе биде завршена. But God wants to make a work first in our lives. Но Господ најнапред има дело кој што треба да го заврши во нашите животи. Tonight we want to continue to study from the Word of God. Вечерва сакаме да продолжиме да проучуваме од Божјето Слово. Last night I had the intention to present something else. Минатата вечер така бев поттикнат да ви представаме нешто поинакво. But I saw in the congregation some visitors and I said I have to speak about something else. Меѓутоа, меѓу посетителите видов некои, мислам меѓу присутните видов некои посетители лица кои што прв пат доаѓаат, па затоа реков да зборувам нешто. But I hope we understand together the lessons from last night. Меѓутоа, се надевам дека ги разбираме поуките од минатата вечер. We are going to just make a short recap and we are going to move forward. Значи само накратко ќе повториме што сме проучувале и потоа ќе продолжиме. Remember, we are dealing with the lessons from the healing of waters. Се сеќавате дека проучуваме за поуките, лекциите од исцелувањето на водите. And some of you probably you are thinking how much we can study from this Bible passage. И некои од вас може би размислуваат уште колку можеме да проучуваме од овој дел од Библијата. You know what? The reason why we are studying this Bible passage, Причината зошто го проучуваме токму овој пасос од it is Библијата because the prophet of God is telling us that there are many spiritual lessons that we can gather from the healing of waters. е заради тоа што Божјиот пророк токму од тој дел од Библијата вели дека можеме да извлечеме многу духовни поуки. So it is being said that there are many spiritual lessons. Значи таа вели дека постојат многу духовни лекции. By God's grace, tomorrow evening we are going to study another lesson. Со Божја помош и милост утре вечер ќе навлеземе во една нова And поука we и will лекција. understand from the same passage И од истиот тој дел од Библијата ќе the work разбереме, that God wants to do in our families. ќе го разбереме она дело што Господ сака да го направи во нашите семејства. So if tomorrow night you want to know what is God's plan for you and your family, please come tomorrow night Значи, again. ако сакате да знаете што е Божји план, што сака Господ да направи со вас и вашето семејство, тогаш ќе ве замолам да дојдете утре вечер. Now we studied together about this Bible passage found in 2 Kings chapter 2. Го проучуваме овој дел од Библијата, кој што се наоѓа во втора книга Цареви, 2 глава, Where is presented this healing of waters.
каде што ни е представено ова исцелување на водите, that Elisha, кое што Елисеј, who is a type of the work of Jesus Christ, кој што е тип на она работа која што ја врши Исус, when he were to heal those waters that were sick, poisonous, кој што кога отиде да ги исцели овие води кои што беа загадени, those waters that the Bible is saying that they were bad and they were bringing death. водите кои што беа лоши и Библијата вели дека носеа само смрт. Elisha needed a new vessel, На Елисеј кога отиде тоа да го стори, му беше And then- потребен еден нов сад and then he put in that new vessel salt, и потоа во тој нов сад стави сол and he went to the spring of those waters. и појде кај самиот извор на таа вода. He didn't go to another place of that water. Значи не отиде во било кој дел од водата, туку кај самиот It извор. is very important for us to understand this. Ова е многу важно да го разбереме. We have studied during the Sabbath day, За време на саботата проучувавме and both in the physical sense и исто така и во физички смисол, and in the spiritual но и sense, во духовен смисол, God is always working from the cause of the problem and then He's dealing with the effects. Господ секогаш започнува со работа кај причината на проблемот, а потоа се бави со последиците. Now we understand that one of the lessons that we can study together Разбираме дека една од лекциите, од поуките кои што можеме заедно да ги проучиме, that these waters represent you and me. е тоа што овие води не представуваат мене и вас. We read in the Bible that the waters are representing people. Прочитавме во Библијата дека водите ги представуваат луѓето, And народите. separated from God. На луѓето одвоени од Господ. We are just like these waters who are bringing death. Ние сме исто како овие води кои што носат смрт. We said that the Bible is describing the human condition of the human nature, Рековме дека Библијата ја опишува состојбата на човекот, на човечката or природа, our flesh, yes? односно нашето тело, The нашата плот. Bible is saying that our heart is desperately wicked, Библијата вели дека нашето срце е страшно болно, is very bad. многу лошо. We cannot trust in ourselves. Не можеме самите на себе да се веруваме. We cannot trust in what we are feeling. Не можеме да веруваме во она што самите го чувствуваме. Maybe here in Macedonia this thing is not so well spread, Можеби ова нешто во Македонија не е толку многу расширено, but in America and even in my country in Romania, но во Америка, а и во мојата земја, there Романија, is a current that is called motivational speakers. значи има еден тренд Yes. кој што се нарекува мотивацијски говорници. Maybe you have heard about this. Сте слушнале? Motivational speakers. Значи мотивацијски говорници на What секој. is this motivational speaking? Што значи ова мотивирачко говорење? There are people who are good, how can I say, speakers, orators, Значи има луѓе кои што се елоквентни говорници, and these people are coming how to encourage you, to push you to start doing something. и тие луѓе, говорејќи ви, ве тераат ве буткаат да направите нешто, значи ве храбрат. And let me tell you, my brothers and my sisters, this is a bad thing because it has entered even in the church. Меѓутоа да ви кажам, браќи и сестри, дека ова е нешто лошо, а има навлезено веќе и во Even црква. at the youth meeting of the church, we are calling and inviting this type of motivational speakers to speak to our young people. Дури и кога имаме младински собори, ние повикуваме ваков тип на мотивацијски говорници за да ги охрабрат младите. But when they are speaking, they are saying like this: Меѓутоа тие кога говорат вака велат: look inside yourself, погледни внатре во себе, listen the voice inside of you. послушај го гласот внатре, од внатре. You can,
You are able. Вие You можете. have power. Вие сте You способни. have to discover who you really are. Вие имате моќ, вие треба да откриете кој во суштина сте. And you need to listen the voice that you hear. И треба да го послушате гласот, оној внатрешен глас кој што But the го слушате. Bible is not saying us to do this. Меѓутоа Библијата не вели така. The Bible is saying do not trust in yourself. Библијата вели да не си веруваме самите на Do себе. not trust in what you feel. Да не веруваме во она што го чувствуваме. Trust in the Lord. Туку да му веруваме на Господа. Trust in the Word of God. Да веруваме во Божјето Слово. Because the Bible is saying that the Word of God is the only instrument that we have. Затоа што Библијата ни вели дека the Bible is The Bible, the Word of God, Божјето Слово ни вели дека is the only instrument we дека have тоа е единствениот инструмент што that имаме. is able to tell us that our sentiments and our emotion, our feelings are coming from God. Кое што може да ни каже дека нашите емоции, нашите чувства доаѓаат од Господа. The Bible is saying this in Hebrew chapter 4, Ова Библијата ни го кажува во Евреите 4 глава. verse 12. Стих It's 12. saying that the Word of God is just like a sword that is cutting deep. Значи каде што се вели дека Божјето Слово е како меч кој што длабоко продира. And this word is able to judge between the feelings and the emotions of our soul. И ова слово е способно да ги суди нашите мисли, нашите чувства. And then we are able to see if what I am feeling or thinking is from a divine origin. И тогаш ќе можеме да осознаеме дали она што го мислиме и чувствуваме има божествено потекло. But just like those waters who are bad, Меѓутоа исто како овие води кои што се лоши, our heart is wicked. нашето срце е злобно. Those water were bringing death. Овие води носат смрт. Nothing good was coming from those Ништо waters. добро не доаѓаше од нив. We read from Romans chapter 7, Прочитавме и во Римјаните 7 verse глава, 18, 18 стих, that in ourselves we don't have nothing good. дека во нас самите немаме ништо добро. Then we read from James chapter 3, Потоа во Јаков во 3-то поглавје, and we read from verse 7 and 8, од 7-миот и 8-миот стих where the прочитавме, Bible is saying that in our tongue we have poison of death. каде Библијата ни вели дека во нашиот јазик имаме отров кој што носи смрт. But when we are speaking, Меѓутоа кога говориме, we are speaking from where? What is the source од of our... каде говориме, од каде произлегуваат тие зборови, What кој is the spring of our words? што е изворот на нашите What зборови? is the spring of our words? Каде извира, од каде извира? This is our heart. Нашето срце, This is our mind. односно нашиот ум. нели? So God is saying that we naturally we are separated from God. Значи Бог ни кажува дека по природа ние сме одделени од Бога. And if we want to see a change И ако сакаме да видиме промена in our lives, во нашите животи, in our words, во нашите зборови, in our deeds, во нашите дела, in our actions, habits, во нашите навики, if we want to see a change in our character, ако сакаме да видиме промена во нашиот карактер, we need to start working, let God working from the spring of our life. мораме да дозволиме Господ да почне да делува од изворот на нашите животи. What is the spring of our life? А кој беше изворот на нашиот живот? That God wants to heal and cleanse. Кој што Господ сака да го исцели и очисти. This is our mind. Тоа е нашиот ум. Let's go to the book of Proverbs again, chapter 4. Да отвориме повторно во Пословици 4-то поглавје Chapter 4, and we want to read verse 23. и од таму ќе го прочитаме 23-тиот стих. Listen what the Bible is saying. Пословици 4:23. You need to understand from where God is starting the cleansing in your life and in my life. Мораме да разбереме од каде тоа Господ го започнува чистењето My во нашите friends, животи. true revival and reformation is starting first at here. Значи, драги пријатели, вистинското пробудување и реформација почнува од тука. We are not starting by changing our habits on eating. Реформата не започнува со тоа што ќе ги промениме нашите навики во јадење. Although health reform is very important. Иако здравствената вест исто така е многу We важна. are not starting with dress reform. Меѓутоа, не започнуваме од реформирање на
тоа што го носи Or во God пеката. is seeing this very important. Иако за Господа и тоа е многу важно. But always God is trying to bring in my life, in your life, heart religion, heart changing. Меѓутоа секогаш она што Господ се труди да го стори во нас е промена на срцето. Look what the Bible is saying in verse 23. Еве што вели Библијата во Пословици Please, my 4:23. friend. А над се, чувај го своето срце, зашто животот извира од него. So what we need to take care or keep with diligence, Значи, што треба да чуваме? we need to take care of our hearts, that means our minds. Треба да го чуваме нашето срце, нашите срца, односно нашите умови. Because from here, from the mind is coming everything. Затоа што од таму произлегува се. Let's go to the book of Mark chapter 7. Да одиме во Марко 7 глава. Listen what Jesus is speaking about your heart and my heart. Послушајте што Исус зборува и кажува за нашите срца. What is springing from our life? Што извира од нашиот живот? Listen what the Bible is saying. Mark chapter 7, Марко 7 глава. and let's read verse 21 from verse 23. Mark 7, 21 to 23. Марко 7 глава, читаме од 21 Please. до 23 стих. Please. All right? Зашто од внатрешноста од човечкото срце излегуваат лоши мисли, разни видови блуд, убиства, кражби, лакомства, лукавства, пакости, разузданост, око лукаво, богохулство, гордост, безумство. Verse 23. И 23 стих. Сите тие зла излегуваат од внатре и го прават нечист So човек. from where are coming these things? Значи, од каде произлегуваат овие нешта? Where are starting these things? Каде започнуваат? These sins, where are starting? Каде започнуваат овие гревови? Here in the mind. Овде, во And умот. this is the reason why God is saying you need to start working at the level of the mind. И затоа ова е причината зашто Господ вели дека од тука треба да почнеме да работиме. My brothers and my sisters, Драги браќи и сестри, the battle had been always for the mind. умот од секојаш бил за умот. Се извинувам. Битката била за умот. And the last days the battle will be also for the mind. И во последните денови, последното време исто битката ќе биде за умот. Because if the spring is cleansed, Бидејќи ако изворот е очистен, the mind is cleansed, ако умот е очистен, then the actions and everything that you are doing is going to be cleansed. тогаш делата и сето она што вие го правите ќе биде исто така чисто. But what tool is God using Меѓутоа, какво средство Господ to користи cleanse our minds? за да го очисти нашиот ум? Do you remember we have studied last Се night? сеќавате, минатата вечер Do проучував. you remember? The Bible is saying that God is cleansing our minds through the Word of God. Значи, Бог ни вели дека, односно, да, и Библијата ни кажува дека Бог го чисти нашиот ум преку Словото. Now, let's go further. Let's go further. Let's go further. Да одиме понатаму. Now, if our heart is transformed, Ако нашето срце е преобразено, if the waters are healed, ако водите се исцелени, what is showing that a real transformation happened in your heart and in my heart? што е она што покажува дека се случила вистинска преобразба во нашето срце? Be very attentive, my brothers and my sisters. Бидете внимателни. Because what we are going to study so at this moment is going to provoke each one of us. Затоа што она што сега ќе го проучуваме, веројатно ќе ве испровоцира сите. Now remember the problem with the water were bringing death. Се сеќавате дека проблемот со водата беше дека таа носеше смрт. The men from the city came and say, there is no fruit, nothing is growing because of this water. Луѓето од градот кои му се пожалеле на Елисеј рекле нема никакви плодови, ништо не расте овде. Now if the waters are healed, Но кога водите ќе се исцелат, now instead of bringing death, место да носат смрт, they have to bring what? тие треба да донесат што? They have to bring life. Треба да донесат живот. How many of you saw a river once in your life? Колкумина од вас барем еднаш сте виделе река во животот. You know, yes? Now tell me,
what is growing on the sides of the river? Кажете ми што расте по бреговите на реката? What is growing? Што расте? What we have in the sides of the river? Што имаме по самите брегови, значи на Help me. This is not a difficult question. Но ова не е тешко. What we have? What we have in the sides of the river? Што имаме? Now we have green grass, if we can say. Yes? Значи имаме зелена трева, сигурно. Now we have trees. Имаме Yes? дрвја, Now we have flowers. Yes? имаме цвеќе. These are the things that are growing on the sides of the river. Yes? Ова се нештата што можеме да ги видиме покрај река. Now, if the waters were bringing death, Е сега ако водите носат смрт, that means that nothing was being blessed in the nature. тоа Nothing was being blessed. тогаш тоа значи дека ништо не е благословено во природата. Instead of that grass to be blessed, that grass was killed, if I can say. Значи наместо да биде благословена таа трева, можеме да кажеме дека таа трева ќе изумре, ќе The биде trees were killed. уништена. The flowers were destroyed Дрвјата и цвеќето because of the effect of that water. се Do you agree with уништени me? заради ефектот на таа вода. Дали се слагаме? Now, but if the water is good, Но ако водата е добра, now what is happening with the plants that are staying on the sides of the тогаш river? што се случува со растенијата кои што ги имаме по брегот на They река? are green. Тие се зелени, They develop. тие растат, The flower are beautiful. се развиваат, цвеќето е And прекрасно. wherever this spring is going, И секаде каде што овој поток, оваа река, се wherever движи, these waters are going, секаде каде што оваа вода тече, what are the waters a symbol in the Bible? што беа за што беа символ водите во Библијата? People. Луѓето. Now, the evidence that is showing that the word of God has worked in your heart Значи доказите кои што покажуваат дека Словото Божие работи во вашето срце, it is if you have a desire to work for the other people. доказот е тоа ако имате желба да работите за другите луѓе. If you don't have this desire, Ако ја немате оваа желба, you are spiritually dead. вие сте духовно мртви. I repeat again. Повторно ќе повторам. If you are not like a river with living waters, Ако не сте како една река со жива вода, that wherever that river is flowing која што каде и да тече, is bringing life to the grass, носи живот за тревата и за life to the trees, живот за дрвјата, life to the flowers, живот за цвеќето. that means that you and I, Тоа значи дека јас и вие, we are in a spiritual death. ние сме духовно мртви. And instead of bringing a blessing to the people, И место да носиме благослов за луѓето, we are bringing them a curse. ние им носиме проклетство. Now let me show you what does it grass, trees and flowers represent in the Bible. Ајде сега да ви покажам што представува тревата, цвеќето и дрвјата во Библијата. Што представува? People. Исто луѓето. Let's read from the Bible. Ајде да прочитаме од Библијата. Let's go into the book of Isaiah chapter 40. Да отвориме во Исаија 14 поглавје. Isaiah chapter 40. Исаија 14. And let's read from here starting at verse 7. И ќе почнеме од 7 стих со читање. Yes? Let's read verse 6 and 7. Please. Односно 6 и 7 стих да прочитаме. Listen what the Bible is saying. Yes? 40. Окей. 40. Isaiah 40 40. глава, се извинувам. 40. 40 глава, Yes. 6 и 7 стих. And then let's read from here 6 and 7. verse 6 and 7. Please. 6 и 7 стих. Гласот наложува. Викај. Одговорив, што да викам? Секое тело е како трева, неговата сета убавина е како полски цвет. Yes, 7. Тревата се суши, цветот свенува, кој Господовиот здив ќе помине преку нив. Навистина народот е трева. So do you see that the grass is a symbol
of the people. Дали гледаме овде дека тревата ги символизира народите. Even this grass that has flowers is representing the people. Дури она трева која што цвета ги представува луѓето. Let's see what trees are representing in the Да Bible. видиме во Библијата што е представено преку дрвјата. Let's go into the book of Mark chapter 8. Mark chapter 8. Марко 8 глава And we want to read from verse 24. и читаме од 24 стих. My friends, we want to speak about spiritual and practical Christianity. Драги пријатели, зборуваме за духовно и практично христијанство. Listen what the Bible is saying here. Verse 24. Послушайте што вели во Библијата во Марко 8:24. Yes, 24. Ги подигна очите и рече: гледам луѓе како одат, ги гледам како дрва. Thank you. So you see people are being represented by trees, and there are many other verses, you know, in the Bible. Гледаме и овде, а постојат и други стихови од Библијата каде што преку дрвјата се представени луѓето. Now, if the waters are healed, Е сега, ако водите се or исцелени, if we can say, if our heart is under the impression of the work of God, односно можеме да кажеме дека ако нашето срце во нашето срце работи, if the Holy Spirit is working and transforming my character, ако Светиот Дух работи и го преобразува мојот карактер, the evidence that is going to show that I am a living water, доказот кој што покажува дека јас сум таа жива вода, it is because I am a blessing for the people around me. е тоа што јас сум благослов за луѓето околу мене. Just like a river is helping grass and trees and flowers to grow, this needs to be our life. Исто како што реката им помага на цвеќето, на тревата, на дрвета да растат, тоа треба да се случува и со My нашиот brothers and живот. my sisters, I want to be very direct with you Драги браќа и сестри, сакам да бидам многу директен, because I love you from all my heart. затоа што ве сакам од дното на You срцето. can come to church, Можете да доаѓате во you црква, can sing in the choir, може да пеете во хор, you can give tithe and offerings in the church. може да давате, оставате десетоци и But давате. if you are not a missionary, Меѓутоа, ако не сте мисионери, you will be lost. ќе бидете изгубени. You understand what I'm trying to say? Дали ме разбирате The што сакам да fact кажам? that you have no burden to work for the salvation of other people, Фактот што не сте оптоварени со тоа, значи немате желба да работите за this is спасението на showing луѓето, that the true transformation had not appeared in your life. тоа покажува дека не се случила вистинска преобразба во вашиот You know живот. that we have churches today. We have churches today Денеска имаме цркви that are happy because they know about health reform. кои што се срекни затоа што дознале за здравствената They реформа. are happy because they know about dress reform. Срекни се затоа што дознале за реформата во They are happy облекување. because they know a lot of theoretical things. Срекни се затоа што теоретски познаваат многу нешта. But they don't have any plan in missionary work. Меѓутоа немаат никакви планови за мисионство. You know what this is a sign? Знаете ли зашто е ова знак? This is a sign of spiritual death. Ова е знак за духовно мртвило. Because the Bible is saying Затоа што Библијата that вели, when we will receive the word of God in our hearts, Библијата вели дека кога ќе го примеме словото во нашето срце, when we will let Christ in our hearts, кога ќе дозволиме Исус да влезе во нашето when срце, we will come and we will drink first from the living water, when we were going to be the first кога one, ние први ќе бидеме тие кои што ќе пиеме од живата then вода, Jesus said that from our heart is going to spring living water for other people. тогаш Исус вели дека од нашето срце ќе извира жива вода за другите. Listen what the Bible is saying in John chapter 7. Послушајте што ни вели Библијата во Јован 7 глава. John chapter 7, and we want to read from verse 37. Јован 7 ќе читаме од 37 стих. Listen what the Bible is saying. John 7, starting at verse 37. Јован 7 од 37. Please. Тил? And we will read till verse, let's say, till verse 39. Од Please. 37 до 39 читаме. Yes? А во последниот, големиот ден на празникот, Исус застана и извика велејќи: ако е некој жеден, нека дојде при мене и нека пие.
Кој верува во мене, како што е кажано во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Yes? Тоа го рече пак за духот, кога ќе го примат оние кои веруваат во него, зашто духот уште не беше слезен, зашто Исус уште не беше прославен. Do you see what Jesus is saying here? Дали гледаме што Исус вели овде? Jesus cried, it was a congregation with people. Значи беа луѓе на It собрани, was a feast in that moment, the Bible was беше saying. празник, вели And when Библијата. Jesus saw all those people gathered there, И кога Исус ги виде сите овие луѓе he на cried собрани, and said, викаше if им, anyone thirst, им велеше ако let некој, it come and drink. ако некој е жедан нека And дојде и нека if he is пие. going to drink И ако пие from this water, од таа вода, if he will let the Holy Spirit to work into the heart, ако дозволите Духот Свети да работи во вашето срце, the next thing that is going to happen следното нешто што ќе се случи from my heart, е тоа што од моето срце, from my life, од мојот живот, from his life, да, from each one of us, од животот на секој од нас, we will be a living water for everybody ќе else. тече жива вода, ќе бидеме изворно жива вода за сите останали. Listen what the Bible is saying in the book of Revelation. Послушајте што Библијата ни вели во Откровение, Revelation chapter 22. Откровение 22. Listen what is happening when we are going to drink from the living water. Послушајте што се случува кога ние ќе станеме жива вода. John is saying that from our heart is going to spring water. Јован ни вели дека од нашите срца ќе потечат живи води. But he is explaining right now in Revelation what does it mean? Но истиот тој сега во Откровение ни објаснува што тоа значи. Practically. Практично. Now listen, Revelation 22. 22 глава Откровение And let's read together from the verse 17. и да читаме заедно од 17 Now стих. listen what does it mean? Only 17. 17, yes. Духот и невестата велат: дојди, и кој слуша нека рече дојди, и кој е жедан нека дојде, и кој сака нека земе дарум од водата на животот. Do you see what the Bible is saying? Дали гледаме што вели The Bible Библијата? is saying that the bride and the Spirit are crying, come and drink. Библијата ни вели дека невестата и духот велат But дојди. right now when you drink from the water, Но сега кога пиете од водата, you are becoming a co-worker with the Holy Spirit. вие станувате соработници со Светиот Дух. And you will begin to cry, come. И вие ќе почнете да викате дојди. This means that the spring is coming from our heart. Тоа значи дека овој извор доаѓа од нашите срца. My brothers and my sisters, Драги браќа и сестри, the sign that is showing that you are truly converted доказот, знакот кој што покажува дека вие сте навистина обратени is when you will have a burden to tell others what a good friend you have in е Jesus. тоа кога ќе имате онаа желба да им кажете на другите колку добар пријател ви е Исус. Look what the spirit of prophecy is saying. Да погледнеме што ни вели духот на пророштвото. Look here. When the heart is open to the heavenly influence of truth, Кога срцето е отворено за небесното влијание на вистината and love, и љубовта, those principles will flow again овие начела повторно ќе протечат like a stream, like a river in the desert. како потоци во пустина. Now look, as those who have been cleansed, Оние кои што биле очистени and sanctified through a knowledge of Bible, и посветени преку познавањето на Библијата, truth engage hardly in the work of soul saving. of Bible truth, okay. Yes? Значи во познавањето на библиската вистина и се со сето срце вклучени во работата на за спасение на души, They will become indeed a savior of life unto life. тие на вистина ќе станат Savior, like a sweet smelling значи of мил life мирис unto life. за на живот. That means that wherever this brother is going, wherever this sister is Тоа going, значи дека каде и да оди ваквиот брат или сестра, she is a blessing for the people.
Тој е благослов за луѓето. And when a true transformation is happening in your life, И кога ќе се случи вистинска преобразба во вашиот this is the живот, first desire. тоа е првата желба што ќе This се is your роди. first desire to do something for helping other people. Тоа е првата желба што ќе ви дојде за да им помогнете на And if луѓето. we don't have this desire, И ако ја немаме таа you желба, can bring to the church all the money you want. тогаш купишта пари можете да донесете во You црква. can sing in the choir. Можете да пеете колку You can сакате. come to church. Можете да доаѓате во црква редовно. You and I, Јас и вие, we are dead. ние сме мртви во таков случај. The Holy Spirit had not entered in our heart truly. Светиот Дух вистински не навлегол во нашите срца. Because when you drink from the water, Затоа што кога пиеш од таа вода, then you will become to cry. Come, my brothers and my тогаш ќе sisters. почнеш да викаш дојдете, Come to дојдете. Jesus. Дојдете кај Исуса. And the waters, they will come and drink themselves. Those that are going to respond. И оние кои што ќе го послушаат повикот ќе дојдат и самите ќе пијат. They will become missionaries also. И тие исто така ќе станат мисионери. This is the experience that Christ wants to bring in our lives. Ова е искуството што Исус сака да го имаме во нашите Listen what the животи. Spirit of prophecy is saying. Послушайте што вели овде духот на пророштвото. Many are waiting to be personally addressed. Like many people, they need to be contacted personally. Мнозина треба, односно очекуваат лично да бидат повикани In every family, во секое семејство, the neighborhood, во комшилукот, in the town, во градот, where we live, онаму кај што живееме. there is a work to do for us as missionaries for Christ. Постои работа која што ние како мисионери Христови треба да ја направиме. If we are Christians, Ако сме христијани, this work, оваа работа, ова дело missionary work, is going to be our delight. ќе биде наше задоволство, ќе ни представува задоволство. That means our greatest happiness is to speak others about Christ. Тоа значи дека најголема среќа ќе ни представува да им кажуваме на луѓето за Христа. Now, listen what she is saying. No sooner is one converted, like the sign that is showing that you are converted, Добро. Океј. is when it is born within you a desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. Значи не е обратен оној се додека во него не се пројави желба на другите да ги запознае за тоа колку прекрасен пријател има во Исуса. This is a sign Ова е знакот that indeed you are converted. дека вие навистина сте Look обратени. here, the spirit of Christ is a missionary spirit. Христовиот дух е дух на мисионство. The very first impulse of a renewed heart Првиот импулс на она обновено срце is to bring others also to the Savior. да ги донесете другите кај Спасителот. And Ellen White, she's saying this was the spirit of the Waldensians. И Елен Вајд вели дека ова беше духот на валдежаните. They were not only keeping the faith for themselves. Не само што верата ја чувале за самите We are себе. not in an ecumenical movement. Ние не сме дел од екуменизмот. We are not participating in this worldly music. Немаме удел во оваа световна We музика. are not dressing like the world. Не се облекуваме како светот. We are not like the other churches. Не сме како другите цркви. We are not like the other Seventh-day Adventist churches. Не сме ни како другите адвентистички цркви. We are better. Ние сме подобри. God is saying you are not. А Господ вели не сте подобри. When was the last time when you had a Bible study with somebody? Кога последен пат имавте проучување на Библијата со другите? When was the last time when you changed a pampers to somebody that was sick? Кога последен пат променивте памперси на некој кој што бил болен? When was the last time when you encouraged somebody in his home? Кога последен пат охрабривте некого дома? But we don't have time. We are busy. Тоа нели ние немаме време, ние сме We презафатени. are too busy. Yes, my friends. Да, мои пријатели. And this is showing
that Christ is not in our hearts. Но ова јасно покажува дека Исус не е во нашите срца. Jesus is not there. Исус не е таму. Now, let me ask you this. Да ве прашам. If we have grass, Ако имаме трева, trees, дрвја and flowers, и цвеќе, how do you call such a place? What do you call? How can you ако call it? негде имаме дрвја, трева и цвеќе, тогаш како If го you, are, нарекувате тоа if you место? have grass, beautiful trees, and a lot of flowers, how can you say it? You say how? Garden, yes? Градина. That's good. Да. Do you know that means that each one of us Ова значи дека секој од нас, who are represented by this water, кој што е представен преку овие води, we need to be a blessing for the people. треба да бидеме нели благослов за луѓето, We need to be a blessing for the garden. треба да бидеме благослов за градината. Let me tell you right now, but put your hands and how can I say, hold yourself that you may not fall. Меѓутоа сега задржете се на местата кај што седите да не паднете. You need to be a blessing for your church. Треба да бидете и благослов за својата црква. Let me show you that a garden in the Bible is a symbol of a church. Да ви покажам дека градината во Библијата е символ за црквата. Go with me into the book of Songs of Solomon. Songs of Solomon, Да отвориме во Песна над песните, Old Testament, Songs of Solomon. Yes? Written by Solomon. Песна на песните, напишана од Соломон. And let's read chapter 4. Chapter 4. И да ја прочитаме во четвртото поглавје. And we want to read verse 12 and then verse 15. Just a second. Verse 12. Songs of Solomon. We are not studying so much from Songs of Solomon as we should. Не проучуваме доволно од оваа книга, како што треба. This is a prophetic book, Ова е една пророчка not only a книга. love story. Не е само една Now љубовна, listen what the љубовна Bible is saying. приказна. Let's read verse 12. Значи да го прочитаме 12-тиот стих од четвртата глава на Yes. Песна над песните. Yes? Ти си затворена градина, сестро моја, невесто, затворена градина и запечатен кладенец. Thank you. So you see here, a woman is being symbolized like being as a garden. Гледаме Yes. овде дека жената е символизирана преку градина. What is a garden? What is a woman in the Bible? Што символизира жената во A woman. A church. црквата? Now listen verse 15. Сега да го послушаме 15-тиот стих. Please. All right? Кладенецот е во мојата градина, извор на жива вода што тече од ливан. So the church of God is like a garden. Значи, Божјата црква е како So градина. when you are truly converted, Значи, кога сте вистински обратени, you will become a blessing for the church. ќе станете благослов за црквата. My brother, do you want to come and pray at the opening? Translate. I'm Your just, brother, sorry, now, brother. yes, my brother. I'm not saying, speaking about you, okay. generally. My brother, Мој брате, do you want to come and have a prayer at the beginning of the service? дали сакаш да се помолиш на почетокот од службата? Do you know what is the response of some hearts? Знаете ли како обично одговараат некои? Ne. Не. Ni ja. Ni сейчас. Not now. Не сега. Next Sabbath. Следната сабота. We need somebody to come and, let's say, clean the church. Потребен е некој кој што треба да ја очисти црквата. Can you help me? Можеш ли да ми помогнеш? I cannot. Не можам. We need somebody to visit Brother Trache. Потребен е некој да го посетиме брат Трајче. We need somebody to go, some sisters to visit Sister Mimica. Потребна ни е некоја сестра или сестри за да ја посетиме сестра There is Милица. somebody in the hospital. Некој лежи во болница. We need your help. Потребна ни е твојата помош. Not me. Не јас, не мене. I am not receiving salary. Јас не сум платен за тоа. This is an answer of an unconverted heart. Ова е одговор на едно не обратено срце. My brothers, many members of the church, Браќа мои,
многу членови на црквата are like little babies. секако мали бебиња. They come to church, Ќе дојдат во црква, the preacher is preaching, проповедникот проповеда, open the mouth, please. Open the mouth, you just translate. Please open the mouth. ќе ве молам да ја отворите устата. And then you take a candy. You take a И candy, тогаш ќе земете едно you бомбонче, put it into the mouth. ќе му ќе Then you го close оставиме the mouth. во уста, ќе му ја затвориме It's so устата. sweet. Уф, колку е And сладко. then you go home. И потоа си одиме. Sleep. Спиеме. Come back to the church. Пак ќе дојдеме поплан. Again, open your mouth, please. Отвори уста. Good. And then you go to church, to go home. Many people are behaving like this. Мнозина се однесуваат баш вака. They don't want to be responsible for anything. Не сакаат одговорност за They don't ништо. want to have any burden upon them. Не сакаат никаков товар. And this is the reason why, my brothers and my sisters, these churches and other churches, we are not growing. И тоа е причината зашто и ова и другите цркви не растат. It is because we have become so Laodiceans. Затоа што сме станале баш лаодикејци. We are good. Ние сме супер, We have the truth. ние имаме вистината, But we don't know anything. Anything we don't do. меѓутоа не правиме ништо For the people in the church за луѓето во црквата and for the people outside. from и this за church. луѓето надвор. My brothers and my sisters, Браќа и сестри, I want to tell you something. сакам да ви кажам нешто. Do you know Дали знаете that the work is starting only at the pulpit? The work is only starting at the pulpit. дека делото започнува само крај катедрата. Listen what the spirit of prophecy says. Послушайте што вели духот на пророштвото. To a great degree, this must be accomplished, the work must be accomplished by personal labor. Во голем процент, односно Yes? Yes? во голем процент работата мора да биде завршена со личен напор. This was Christ's method. Ова беше Христов метод. His work was largely made up of personal interviews, like meeting personally with the people. Неговата работа најмногу се состоеше во лични средби со луѓето. Now listen what she's saying. We are not to wait for souls to come to us. Ние не треба да чекаме душите да дојдат кај нас. We must seek them out where they are. Мораме да ги побараме таму надвор Now каде listen. што се. When the word had been preached in the pulpit, Кога словото се проповеда од катедра, the work has just begun. тогаш работата само што почнала, значи тоа е само почетокот на. Now let me ask you, how many of you have ever worked with the ground, with the soil? Дали некојаш сте работеле со земја, земјоделие? Yes? All of us. Now let me ask, Сите, скоро. if you take a seed Да ве прашам, ако земете семе and I am planting in the soil, и ќе го засадиме во почвата, and I am coming after 1 week и ќе дојдам после недела дена, or after 1 month или после месец дена, to look again to that seed, да погледнам што се случува со семето, do you think that I will have a harvest with this type of behavior? што мислите дали јас од едно такво однесување ќе имам што да пожневам? Do you think it's going to happen something? Дали мислите дека нешто ќе се случи? Do you understand what I'm trying to Не say? разбирате, нели? Let's say that you know what, I'm trying to help you, my brothers and my Се sisters. обидувам да ви помогнам, браќи и сестри. I am staying in Romania. Јас престојувам во Романија. You are here in Macedonia. Вие сте овде во Македонија. I am planting some seeds. Јас ќе посеам нешто. If I want these seeds to grow, И ако сакам тоа семе да изрти, да порасне, I need to work closely with you. тогаш морам одблизу да Or работам со вас. somebody else needs to continue my work. Или некој друг треба да продолжи со моето дело. If not, Ако не, this is insanity to accept results. тогаш е лудост да се очекуваат некакви резултати. Never will happen. Нема никој што се Now случи такво remember, нешто. if I'm staying here, yeah,
I'm staying here. Да речеме ако стојам I have овде the seeds in my pocket. и имам семе во џебот, There is the field. она му е полето, The world is the field. светот е полето, And I'm staying here with the seeds. а овде стојам со семето кај себе. How beautiful these seeds are. Колку е прекрасно And ова I'm staying семе, here. а стојам овде. What is going to happen? I will never have any harvest there. Нема никогаш да пожнеам нешто таму, на What I нивата. have to do? What I have to Што do? треба да правам? I need to go. Треба да одам, I need to see the soil. треба да појдам да ја видам почвата, I need to work the soil. треба да ја подготвам And then I почвата, need to plant the seed. а потоа треба да го посејам и семето. And if I am planting many seeds, И ако посејам повеќе семе, I can expect a great harvest. тогаш ќе очекувам и поголема жетва. But if I plant only one seed, Меѓутоа ако посејам едно семе, let me ask you this. да ве запрашам, Do you expect to have tons of grains? дали очекувате тони на жито? Never. Никогаш нема да. Albert Einstein was saying something. Алберт Ајнштајн има кажано нешто. He said the definition of insanity Кажува дека дефиниција за лудост is to do the same thing again and again да правиш едно те исто, and expect different results. а да очекуваш поинакви резултати. This is insanity. Тоа е лудост. Do you understand what I'm trying to say? Дали ме разбирате што My сакам? brothers and my sister, Браќи и сестри, today денес I was in a trip to Thessaloniki in Greece and then I come back here. бев на патување до Солун во Грција и потоа се вратив назад. Now, do you remember what we have read in this passage? Се сеќавате ли што прочитавме овде? That Jesus Christ, when he worked with the people, he Дека- worked personally with them. Дека Исус кога работел со луѓето, лично работел со нив. Now, when he worked with the Samaritan woman, do you remember? Се сеќавате кога се сретнува со самарјанката? That was a personal contact with Тоа her, беше личен контакт со неа, with one soul. со една душа. And then Jesus said, give me to drink. А потоа Исус и побарал да се напие од водата. Give me to drink. Дај ми да се And напијам. from there started a conversation. И од тоа нешто започнал разговор. And Jesus tell to that lady, Исус, that woman, if you knew who is asking you water, значи Исус и се обраќа и вели, ако би знаела кој ти бара вода, you will ask water from me. тогаш ти ќе побараш вода од мене. And the water that I am willing to give you, А водата што јас ќе ти ја дадам, you will never thirst again. ако се напиеш од неа, нема никогаш да And бидеш жедна. Jesus said, not only, but a spring is going to come from your heart. Но и не само тоа, туку Исус вели дека и од твоето срце ќе потече вода. And you know what happened? И знаете што се случи When потоа? that lady, that woman spoke with Christ, Кога откако таа жена разговараше со she Христа, went and called her husband. потоа отиде и го повика својот маж. And the whole city then, И потоа целиот град, because this is the impulse of a renewed heart. затоа што тоа е тој почетен импулс на едно But преобразено срце. that was the work one with one. Меѓутоа тоа беше работа лице в лице. I didn't knew today what was expecting me where I was. I didn't knew. I didn't. Јас не знаев што ќе ме очекува денес онаму кај што бев. A friend of brother Danilo was last night here in the audience. Еден пријател на брат Данилов вчера беше овде меѓу He is not вас. a member of the church. Тој не е член од на And we црква. traveled together to Thessaloniki in Greece. И заедно со него патувавме with that friend. Yes. Со него во Солун And I understand he is a businessman somehow. и разбрав дека нели е некој вид на And in бизнисмен. the morning I wake up А утро кога се and I разбудив, said, Lord, се молев и велев Господе, I don't know the language. не го познавам јазикот, I don't know this man. не го познавам ни човек. But Lord, please, Меѓутоа Господе, give me an opportunity that I may speak to this man about you. те молам дај ми можност да зборувам со овој човек за And тебе. all the people that I'm going to meet, И со сите луѓе кои што ќе ги help сретам. me, Lord. Помогни ми Господе. Now, as we were coming home, Кога се враќавме назад, I tried to start a conversation with this man. се обидов да почнам разговор со овој човек. Marian is his name. Маријан? Да, Yes. неговото име е Маријан. And we need to pray for him.
And I start asking some questions. Треба да се молим и за него. Почнав But да го I прашувам was нешто, trying again and again но се обидував повторно и to повторно start a discussion about spiritual things. да почнам да разговарам со него за духовни I нешта. don't. What is the name, Brother Danilo, of that city where we stop at your company? Како се викаше оној град каде што What was the- застанавме? Неготино. Неготино. And when we entered there at Negotino, Кога влеговме во Неготино, I have seen some people, never seen them in my life. значи за прв пат сретнав некои луѓе, And we entered into a room, влеговме во соба, and it was a man that was working, but was very dirty because of the type of working that he was имаше doing. еден работник, но е беше доста извалкан заради работата што ја работеше. And when he saw us, И кога не виде, he opened the gate. He was doing everything to be all right. ја отвори портата и правеше се што And you know, I look беше at him. потребно. I look at this man, Го погледнав овој човек and I said, Lord, и си реков: Господе, I want to show to this man сакам да му покажам на овој човек that he is appreciated in what he is doing. дека тој е ценет во она што го работи. And you know, I came to him Дојдов кај него, and I stretched my hand to him. се поздравив, I wanted to greet him. сакав да ја испружив And раката, he сакав да makes се sign and поздравам. say, I am dirty. I Меѓутоа cannot. тој ми укажа на тоа дека And you know, е валкан, дека не може да се поздрави. I put my hands and I take it. Think. И го направив ова. What I try to show to that man, Што сакав да му покажам на овој човек? that he is important for me, Дека тој ми е важен, that I love him. дека го сакам. And if I had other opportunities, И кога би имал и други прилики, maybe I will find a possibility to pray with him. можеби би имал прилика и да се молам со And you него. know what? When we leave from that place, Кога го напуштивме Неготино, on this man, Mariano was staying near us. и Mariano was staying near us. кога да Маријан беше покрај нас, And I said, can I pray for all of you? и реков: дали можам да се помолам за секој од вас? Maybe I will not see this man ever in my life, Можеби овој човек никогаш повеќе нема да го видам во живот. but God knows him. Меѓутоа Господ го My познава. friends, Пријатели мои, you will never know what to do with the people никогаш нема да знаете што да сторите со луѓето if you don't spend time with them. ако не поминете време со нив. I was 20 years old Кога бев на 20 годишна when возраст, I have started this type of work of preaching, значи missionary work. тогаш започнав со оваа мисионска And I работа. was working with my father-in-law, which is a pastor. Работев заедно со мојот дедо кој што е пастор, And he told me, а тој ми рече: Andrew, Андреј, preaching, проповедањето it is only the beginning of the work. е само почетокот на работата. Spend time with the people. Помини време со луѓето. Because many people cannot be helped from the pulpit. Затоа што на многу луѓе не можеш да им помогнеш од You have to говорницата. go in their homes. Туку треба да појдеш во нивните You домови. need to knock at the doors. Треба да чукнеш на нивните врати. You need to spend time with them. Треба да поминеш време со And нив. I remember, my friends, И се сеќавам, it was a church of 500 members. стануваше збор за црква со 500 членови And especially in the summer, и посебно летно време, especially in the summer days, посебно за време на летото, do you believe me that each night дали ќе ми поверувате дека секоја вечер I was visiting with my wife заедно со мојата жена посетував and my father-in-law и со мојот дедо almost 20-30 families each night. секоја вечер посетувавме 20 до 30 семејства. How 20 families? You know what? I was knocking at the door Како се случи тоа? Еве, чукав на врата and I said, good evening. и ќе им речев: Oh, "Добар brother вечер." Andrew. Брате And I Андреј, said, don't be disturbed. I know that you are busy. немојте да се вознемирувате, знам дека сте зафатени. I have come to sing you a song. Дојдов да ви испеам песна. And after I was singing that song, И откако ќе им испеев песна, I said, can you tell me for what to pray together? ќе речев: "Можете ли да ми кажете за што се молиме заедно?" And then they said, my child is sick.
Тие ќе речеа, на пример, детето ми е болно, I have problems in the family. имам проблеми во семејството. And because I was keeping having time with the people, И заради тоа што поминува време со луѓето, when was the time to preach, кога ќе дојдеше времето за проповед, I knew what the problems of the people were. јас знаев кој е нивниот проблем. You understand what I'm trying to say? Ме разбирате што сакам да кажам. You need to spend time with the people. Мора да поминете време со нив. Most of the time we are investing in planting the seeds. Повеќето од времето го поминуваме во сеење на семето. Let's have books. Ајде да печатиме книги. Let's have DVDs. Let's have seeds. Yes. Ајде семе да набавиме, вакво, такво. But you know those who have work in the agriculture. Меѓутоа знаете, земјоделците, What is the most difficult thing? што им е најтешко ним? To plant the seed or to prepare the soil? Дали најтешко е да го посеат семето или да ја подготват почвата? To prepare the soil. Подготовката на почвата That е means to најтешкиот дел. prepare the heart. Тоа значи се подготви срцето. How to prepare the heart? Како да се подготви срцето? That means you need to spend time with the people. Тоа значи дека треба да поминете време. Show that you love them. Покажете им дека ги сакате. Be a friend with them. Бидете пријател нивни. I don't know how is the word mailman in Macedonian language. Mailman. Маш. No? The one that is giving pension and mailman. Oh. mailman. You know, Поштар. my friends, if you want to do an evangelistic meeting Драги пријатели, ако сакате да направите евангелизација, and you don't spend time with the people а не минувате време со and you луѓето, just want to give invitation, и само ќе отидете и ќе им однесете позивници, give the invitation to the mailman. тогаш искористите го поштарот за тоа нешто. Let him spread the invitation. Нека тој ги однесе тие Do you know why? позивници. Знаете ли зошто? Because the people, they will be more happy to receive it from him. Затоа што луѓето ќе бидат посрекни од него да ги примат тие покани. They don't know you. Who are you? Не ве ни познаваат, кои сте вие? But you want to do evangelism. А сакате евангелизација да правите. What type of evangelism, my friend? Каков вид на евангелизација е тоа? My brothers and my sisters, Браќи и сестри, we need to spend time with the people. треба да поминеме време со луѓето. Let me say, I want to close. Би сакал да завршам. The problems that you are facing here in Macedonia are also in Romania. Проблемите што кои се соочувате овде во Македонија се истите и во Романија. And one of the things that have destroyed the churches Едно од нештата кои што ги уништува црквите is that the districts of the pastors е тоа дека окрузите на пасторите and the missionaries и мисионерите and the evangelists и евангелизаторите, are in a city, значи им се во градови, but they live into another city значи округот им е во град, а тие живеат во друг град, 50, 60, 70 kilometers. може би оддалечени 50, 60, 70 Now километри. listen, his community is here. Значи послушајте ме, неговата црква е овде, His field of working is here. неговото поле на работа е овде, His garden is here, неговата градина е овде, but he is staying there. меѓутоа тој живее таму далеко. When to visit the people? Кога да ги посети луѓето? When to knock at the people's door? Кога да тропне на нивните врати? Do you understand what I'm trying to say? Дали ме разбирате што сакам да And кажам? when this type of people are coming to church to preach, И кога ваков тип на пастори на луѓе доаѓаат во црква да проповедаат, they speak about problem with the, let's say, the feet. да речеме дека зборуваат за проблем Spiritually. во духовна смисла, проблем со нозете, But the church is having problems with the head. а црквата во исто време има проблем со главата. Because they don't know the problems of the people. Затоа што тие не ги познаваат проблемите на луѓето. Another problem. Друг проблем The е, wife of the pastors have become businessmen. е тоа што жената на пасторот станала бизнисменка. No time for the members of the church. И таа нема време за членовите. Do you understand? Ме разбирате? I have a business. Си имам I have a бизнес, great job to do. си имам голема работа. And who is going to visit the families? А кој тогаш ќе ги посети семејствата?
Who is going to visit the ladies in the church? Кој ќе ги посети жените поготово? Who is going to visit the sick woman in the church? Болните жени, кој ќе ги Who посети? is going to change the pampers of those ladies? Кој ќе им ги смени памперсите на таквите Me жени? as a man, I cannot. Јас како маж не можам такво нешто. My friends, Пријатели мои, we need to go back to the foundations. треба да појдеме назад кон основите. And I am praying for me. И јас се молам и за And I am praying себе. for each one of you. Се молам и за секој од вас. Never forget Никогаш не заборавајте that the physical things, дека физичките нешта they are giving us important lessons in spiritual things of life. ни даваат многу важни поуки за духовниот Wake живот. up in the morning Разбудете се and наутро say, Lord, give me the possibility that I may speak to someone about you. и побарете од Господа да ви даде можност да проговорите за него некому. But don't stay in the home. Меѓутоа не останувате дома, Go into the field. туку одете во полето. Have the seeds in your pocket. Имајте секојаш семе во џебовите. Take the, how can I say, take the cutting grass machine, go to the neighbor Отидете со вашата косачка за трева кај вашиот and say, I want to Сосед. help you. и речете сакам да ви I want to cut the grass for you помогнам, сакам today. да ви ја окосам тревата. And he will ask, why? А тој ќе праша па зошто? Because I love you. Затоа што те сакам. I love you. Te You are sakam. so good neighbor. Ти си толку многу добар сосед. And then, И потоа, at the right moment, во вистинскиот миг, you will say to him, ќе му речете, you know what? знаете што? We have an evangelistic meeting at the Имаме church. евангелизација во црква, Would you like to come? би сакале ли да дојдете? And he will say, И тој ќе рече, yes, да, I want to come. сакам да дојдам. And then Потоа, the preaching has his place. потоа доаѓа моментот и свое место има проповедањето. My brothers and my sisters, I want to close tonight with the Bible verse, and we are going home. Би сакал вечерва пред да појдеме дома да завршиме со еден стих. And I hope that I have not disturbed any one of you. И се надевам дека никого од вас не вознемирив. I am looking at you as my brothers and my sisters in Гледам Christ. во вас како браќа, мои браќа и сестри. I love you from all my heart. Се ве сакам од целото моје срце. But you need to ask yourself a question. Но мора сите на себе да си поставите прашање. Is the Holy Spirit working in my heart? Дали Светиот Дух работи во моето срце? Are the signs of true conversion present in my life? Дали знаците на вистинското обратување се присутни во I мојот am живот? doing something for your cause, Lord. I am doing something for my church. Правам нешто за Тебе, Господи, правам нешто за црквата, I am doing something for you. правам нешто за Тебе, Господи. And if not, А ако не е тоа случај, that means that a change needs to happen in my life. тоа значи дека треба да се случи промена во нашиот живот. If not, Ако не, this is insanity, my friends. ова е лудост. To do the same things Да се прави едно те исто and believe that at the end you'll be saved. и да верувате дека на крајот ќе бидете спасени. This is not possible. Тоа не е можно. John chapter 21. Јован 21 глава, And we want to read from verse 15 to verse 17. Јован 21. My friends, do you love Jesus? Дали го сакаме Исуса, драги Do пријатели? you love Jesus? Дали го сакате Исуса? Sure, do you love Jesus? Now listen what Jesus is calling you to do if you love him. Ако го сакате, тогаш послушайте што Исус ве повикува да сторите. John 21 from verse 15 to 17. Please. 21 глава Јован од 15 до 17. John, I said yes? Yes. All right, John. please. 15 to 17. Yes. Откако завршија со појадокот, Исус му рече на Симона Петра: Симоне Јонин, љубиш ли ме повеќе отколку овие? Тој му рече: Да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Му рече: паси ги моите јагниња. Му рече пак повтор пат: Симоне Јонин, љубиш ли ме? Му рече: Да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Му рече: води ги моите овци на пасење. Му рече по трет пат: Симоне Јонин, ме сакаш ли? Петар се нажали дека по трет пат го праша: ме сакаш ли? И му рече: Господи, ти знаеш се, ти знаеш дека те сакам. И Исус му рече: паси ги моите овци. Thank you. Andrew, do you love me? Андреј, дали ме сакаш?
Yes, Lord, I love you. Да, Господи, те сакам. Peter said, yes, I love you, Lord. И Петар рече, да, Господи, те сакам. And Jesus didn't say, I believe you. Но Исус не му рече, да, ти верувам дека ме сакаш. You know what Jesus said? Знаете ли што го рече Исус? Show me. Покажи ми дека ме сакаш. Как покажем? Cum? How to show to Jesus that we love him? How is it in Macedonian language? How to show to Jesus that we love him? Како да му покажеме на Исуса дека го сакаме? Се извинувам, јас се насмеав. By doing something for the people around us. Со тоа што ќе направиме нешто за луѓето околу нас. Starting with our brothers and sisters in the church. Почнувајќи со нашите браќи и сестри во црквата. This is not the work only to Borche. Ова не е работа што треба да ја врши This is само not the work only to brother Andrew. Борче или Андреј. This is the work of each of one of us if we are born again. Ова е дело за сите нас кои што сме наново родени. How many of you would like to say tonight? Колку мина од вас би сакале да кажете денес Lord, вечерва, help me Господе, помогни ми to spend more time with the people. да минувам повеќе време со луѓето. Help me, Lord. Помогни ми, Help Господе. me to know what are the problems that they are facing. Помогни ми да знам со кои проблеми се соочуваат And at луѓето. the right moment to plant the right seed. И во вистински момент да го посееме вистинското семе. This is your desire. Дали ова е ваша желба? Amen. Let's pray Amen. together. Да се молиме сите заедно. Dear Heavenly Father, Драги наш Татко Небесен, we are so thankful, Lord, for the opportunity we had to study the Bible tonight. благодарни сме ти за можноста што имавме да ја проучуваме Библијата вечерва. Lord, each one of us, we can do better than what we are doing today. Господи, секој од нас можеме повеќе да сториме од она што денес го правиме. And Lord, sometimes we don't know what to speak to the people Господи, некојаш не знаеме како да им се обратиме на луѓето, because we don't know what the problems затоа што they не are ги facing. познаваме нивните проблеми. Lord, give us a heart full of love for you. Господе, дај ни срце полно со љубов. Heal our hearts, Lord, Исцели ги нашите срца and help us to be a blessing for the people in the church and outside the church. и помогни ни да бидеме благослов и за луѓето во црква и за оние надвор од неа. That wherever we are Така да секаде каде што ќе бидеме and whatever we are doing, и што и да правиме, help us, Lord, to be a blessing for the people around помогни ни Господе сето тоа да биде благослов за us. Lord, луѓето I am околу praying нас. for this church Се молам Господи за оваа and for црква all the brothers and sisters from Macedonia. и за сите браќи и сестри во Македонија. May you bring true revival and reformation in our hearts, Lord. Донеси, Господе, вистинска обнова, Let us вистинска wake реформа up во нашите срца. And have a burden for the salvation Да of се other people. разбудиме, Господи, и да имаме желба за спасение на душите. Now we want to pray also for the ones that they need help. Сакаме, Господи, да се помолиме и за оние кои што им е потребна May помош. you bless Brother Trache Благослови го, Господе, брат Трајче and Sister Mimica и сестра Мимица and the other ones that I don't know them by their name. и сите други што не ги познавам по име. Help them, Lord. Господи, Be an помогни им. encouragement for them Биди охрабрување за and нив. help us also to be your helping hands. А исто така помогни и нам да бидеме раце кои што ќе помогнат. For we ask in Christ Jesus' name. А ова те помоливме во Христово име. Amen. Амин.